Драги пријатели, почекајте. Ве молам, дали го видовте фраерот кој ја фрли цигарата пред влез и тоа онака горделиво, со став на Господи човек? Љупка, остави го човекот. Турканица било пред влез, кај да ја бара кантата за отпадоци, а и таа ако била поставена на 3 чекори од него, сега човекот да го нарушува редот при плегување и да се пробива до кантата. Туку се враќам од Скопје Пладнево, брза, секако, 50 на час, да не се разбереме погрешно. Кога на шофер шајбната ми се лепи хартијата. Од изедениот хамбургер од седмица на чичкото кој вози пред мене, црн ГЛС. Му свирна? Ме превари. Тој веќе свиреше на оној пред него, оти се запалило жолтото на семафорот. Леле Јована, скопско секојдневие. Затоа јас се радувам кога возам низ Кочани. Си кулираш додека вртиш крукчиња низ град. Преска вртев на кружниот во Стришани 3 пати. Очу си ја барав песната. И јас не забележав, ама другите ни да свирнат, ни да прашаат зошто колата ми се заселува налево. Ај колата да занесува налево само. Туку како да не се нервираш ако видиш ѓубре занесено и налево и на десно. Се чистат луѓето од комунално, ама овие фрлачите се намножени. Бога ми, денес дали и од што беше ветровито, да се чудиш со ѓубрево. Мислиш ветрот и од Виница ни го навеал наба. И после Кочани и Виница се сбратимени во ѓубрето. Ама и по културата се дружиме. Ако сретнеме Штипјанка, здраво, никако кажување. За Штипјанец ќе направиме отстапка. Отстапка само за Скопјанче. Да минува на пешачки додека зборува на iPhone 17, да плукне онака шмекерски низ заби, да си влезе преку ред во банка, оти татко му и татко и на директорката се стари пријатели, да ја одмине класната, како што Данска ја одмина Македонија, да ја изгледа соседката попреку, која на секој кат застанува да одмори со тешкиот товар од пазар, па вечерта да го растури кешот со другарите на пиво и бифтеци. Љупка, и како јас да се заљубам после ваквата визуализација? Љубовта има и визуализација и трансформација, Јована. Пример, што за тебе е љубов? Ова е љубов. Мажи кои кафеаната ја замениле со дом на култура, жени кои трачарењето го замениле со културен настан, студенти пред сесија и средношколци пред трето тромесечие. А се тука за нас. Дошле со љубов за љубов. А вистинската љубов вечерва, драги гости, ќе ја почувствуваме преку нашите 6 големи личности. Затоа она што го работат со љубов. Добро вечер, почитувана публика. Веруваме дека во венниот дел ви ги посочи поентите на вечерта. Имаме посебна чест за прв пат да бидеме домаќини на еден мотивацијски форум под покровителство на Академија Кочани, на кој ќе се представат 6 говорници. Тие ви се на еден или друг начин, помалку или повеќе, познати во јавноста. А оно што го прават е вистинско упатство како еден поединец може да го состави функционалното општество. Како еден ум може да делува врз колективот, врз запазување на нормите и одржување на моралното,
етичкото, еколошкото и хуманото. Нивните мотивацијски излагања да ни ја разбудат за спаната свест, да ни го отворат умот и да го активираат разумот. Вечерва почитувани да ја расшириме љубовта кон градот, државата и нацијата, затоа што секое действување со љубов ја поттргнува личната корист и не бара ништо за возврат. Да промениш нешто значи да действуваш. А вечерашниве, наши и ваши гости се доказ за променливоста. Нештата се изместуваат од своите точки на устоеност. Менталниот склоп на нашиот граѓанин мора да се менува, да ги заклучиме омразата, гневот, зависта, исмејувањето, некултурата, лошите навики и подценувањето. А денешните говорници ќе ни помогнат да ги отклучиме солидарноста, помагањето, хигиенските навики, еколошката свест, хуманоста и залагањето. Како до подобри стандарди за живење и функционална заедница, почитување на нормите, прописите и законите и будење на колективната свест. Ќе ни покажат нашите 6 говорници. Нека трае аплаузот додека ги именуваме, заедно со синонимот за нивната дејност. Весна Станковска, љубезност. Андреј Рајатовски, градинарот МК. Кристијан Калинов, ретвитни оброк. Гордана Софија, генералка Викенд. Борче Стаменов, донирај компјутер. Александар Видиновски, новинар. А сега, во ведниот збор ќе го отстапиме на иницијаторот за целиот настан, представник на Академија Кочани, Јован Шоповски. Повелете. Добро вечер, добри луѓе. Пред една година двајца почнавме да размислуваме како да понудиме корисни и креативни содржини. Немавме некоја посебна стратегија, немавме ни буџет за таа намена до душа, и до ден денес сме слаби со истиот, но имавме неколку идеи. Размислувавме и си рековме, дури да не биде ништо, нема што да изгубиме. Се охрабривме и започнавме со активности. Така и започна приказната за Академија Кочани. На 30 април 2025 година направивме паб-квиз. Концепт популарен и функционален во многу поголеми градови, решивме да го пробаме и во Кочани. Искрено да ви кажам, првите 2 изданија беа со јавување по другари, по пријатели, по познаници, да дојдат и да го подржат настанот, да пријават екипа, но само по неколку месеци на 3-то издание имавме прекрасен настан со голем број на учесници. Денес паб-квиз Кочани има комплетирано 9 успешни изданија со преку 1000 учесници и прерасна во една платформа на меѓугенерацијска дружба. Имаме учесници од 20 до 70 години и секој издание се одржува еднаш месечно и секој издание е исполнето до последно место. Навистина прерасна во едно место во пријатна атмосфера, каде во пријатна атмосфера се разменува знаење. Продолживме со Генералка Викенд Кочани, како дел од националната иницијатива Генералка Викенд, каде што успеавме да вклучиме преку 200 ученици од основните училишта во Кочани, членови на граѓански организации, но и представници на институции. Се чистеше на 4 локации и завршивме доста работа. Понатаму продолживме на 28 мај со експертски панел, ова е така најакадемскиот дел од Академија Кочани. Поканивме универзитетски професори да дискутираат еден проблем како што е небезбедноста на експресниот пат Кочани-Штип, како докажана небезбедна делница.
Издискутиравме и решенијата во вид на препораки ги пративме до надлежните институции. Во меѓувреме почнавме и со бесплатни тренинзи по тајчи, тоа е една техника за намалување на стрес и постигнување на психофизички баланс. Направивме 15 на тренинзи на отворено во група. И сите овие активности ни покажаа дека Кочани има потреба од вакви содржини од едукативен и културен карактер. Не охрабри тоа што беа извонредно прифатени од локалната заедница и решивме нормално да го прошириме тимот. Денес Академија Кочани има 10 членови, тоа се луѓе, овие прекрасни луѓе позади, кои се различни по возраст и различни по професија, на обединети во идејата дека можат да понудат нешто добро на сопствениот град. Еве ќе искористам оваа прилика, мнозинството од нив се овде, да им заблагодарам за посветеноста. Сето ова го прават волонтерски, без никаков наврест. Нормално со проширувањето на тимот решивме да креираме и нови настани. Го создадовме Кафе и смисла. Тоа е настан наменет за кочанските средношколци, каде што покануваме одбрани, внимателно одбрани универзитетски професори, кои имаат што да кажат и знаат како да го кажат, и преку раскажување на личната приказна отвараат суштински теми кои се доста полезни за личниот и академски развој на нашите млади. Досега одржавме 3 такви настани во 3 месеци, ни гостуваат 3 универзитетски професори и следуваат во наредниот период и други. Ова се отприлика бројките позади Академија Кочани во овие отприлика скоро 12 на месеци. Сето ова го правиме со минорен буџет, намалувајќи ги трошоците на минимум. Понекогаш добиваме поддршка и од некоја општествено одговорна локална компанија. Понекогаш и од личниот буџет на членовите се покриваат трошоците, но така е како е. И на крај, настанот за што сме собрани сите овде вечерва, Мотивацијски форум Кочани 2026. Решивме да поканиме луѓе кои направиле дела со кои ја промениле на позитивно заедницата, заедница која сите ние ја живееме. Таквите луѓе се вечерва овде во Кочани и лично ќе ја споделат својата приказна. Сакам да им заблагодарам за добрината што ја прават, но и да им заблагодарам посебно за тоа што на еден збор буквално прифатија да бидат вечерва со нас, без никаков надомест. А заблагодарувајќи им ним, сакам да ви заблагодарам и вам, драга публико, за поддршката, за тоа што сте овде вечерва и тоа многу ни значи. И за тоа што за еден настан да биде успешен, потребна е убава публика, а таквата вечерва ја имаме. Почитувани, одиме со вашите 5, а може би и 10 минути. Ја повикувам на сцена Весна Становска. Весна го има основано Сдруженијето Љубезност, кое се вклучува во разни акции со помагање на бездомници. Пружа солидарност кон социјално загрозени семејства. Грижата за оние што самите не можат да си го сторат тоа е повеќе од потребна. Повелете. Сакам да ви поставам едно прашање. Што е потребно за да се промени еден живот? Пари, врски, моќ или само една одлука? Нашата приказна започна едноставно. Знаете, кога си бил во немање, многу повеќе сочувствувате со оние кои што немаат.
Во периодот кога нашата финансиска состојба се подобруваше, со супругот гледавме семејства кои се во потреба. И донесовме една одлука. Одлуката беше количката храна која што ние купувавме за нашиот дом, да додадеме уште една количка со храна што ќе ја купиме за семејство во потреба. Но се случи нешто на што не се надевавме и не очекувавме. Тоа семејство раскажа на друго семејство во потреба, другото раскажа на трето, третото на четврто. Потребите се зголемија. Ние немоќни. Но знаете што? Љубезноста е заразна. Љубезноста не се намалува кога ја споделуваш. Напротив, се умножува. И заедно со бројот на луѓето во потреба, растеше и бројот на луѓето кои што сакаат да помогнат. Најпрво роднини, потоа пријатели, потоа луѓе кои што воопшто и не ги познававме. Сето ова го започнавме во септември 2013 година. Декември 2013 година одлучивме дека сакаме да споделуваме храна за бездомни лица. Побаравме дозвола и рекоа нема бездомници, но ние знаевме дека ги има. Почнавме сами да делиме солен сендвич, благ сендвич, чај и инструментална музика. Зошто музика? Затоа што сиромаштијата не треба да го одземе достоинството. Бројот на бездомниците растеше. Почна со 60, 100, 150, 200, достигна и до 300, а некогаш и повеќе. Ова не се само бројки, ова се лица со приказни, ова се лица кои што пред Бога се исти како и сите ние. Ова се лица во потреби, кога би ги слушнале нивните приказни, не би ги осудувале повеќето луѓе кои што ги осудуваат. Кога веќе снемувавме ресурси и сила, млади луѓе од Твитер ни пишаа: сакаме да помогнеме. Почнаа да готват определен број на оброци, а за ова повеќе ќе ви раскаже Кристијан подоцна. И одеднаш, ова веќе не беше наш проект, ова веќе стана движење. И знаете што е најважно? Од 2013 до ден денес, секоја сабота, делиме оброци. Секоја една сабота. Не затоа што ни е лесно и не затоа што имаме време, затоа што некој чека. Но како што ги запознававме луѓето, ги запознававме и нивните потреби и вистински проблеми. Ни се појавија нови предизвици. Многу семејства со исклучена струја. Исклучена струја со денови, не само со денови, не само со месеци, со години. Случај кој што никогаш не можам да го заборавам. 16 годишно момче. Од својата 2 годишна возраст на 2 годишна возраст останува без струја. Сам со својот татко. 14 години темнина. 14 години. Неговиот татко размислувал да си го одземе животот, затоа што не можел да гледа веќе како неговиот син се мачи и како страда на секое поле. Си рековме, како ќе помогнеме? Немавме одговор. Но решението дојде. Бог ни прати повторно млади луѓе, кои што рекоа: сакаме да направиме платформа за вас. Сакаме да ги поставиме сметките на семејствата во потреба и да плаќаме струја за нив, да платат донатори, анонимни донатори. За 2 дена се платија сметките за струја на Андреј, на тоа семејство. 5000 евра, само за 2 дена. Анонимни донатори кои никогаш не ги познаваат.
Струјата се пушти. Таткото плачеше, синот плачеше, ние плачевме. Не пуштивме само светлина, се спаси човечки живот. Нов почеток. До сега, речи си 500 сметки платени на 500 семејства платени, се извинувам, сметки со вкупен износ од над 170.000 евра. Сметки на семејства платени од анонимни донатори кои никогаш во животот не ги виделе овие семејства, но Бог ги потикнал да платат и да помогнат на некое семејство. Се зголеми потребата за пакети со храна, Бог повторно ни прати нови луѓе. Нови млади луѓе кои што направија платформа, Думор направи повеќе, каде што на таа платформа може да купи секој што сака пакет храна за семејство. Семејството е поставено на приказната само со иницијали и потоа тој пакет се доставува до семејството кое тие го одбрале. И знаете, не секогаш ни се потребни големи средства за да се направи голема промена. Понекогаш најмалите поправки значат многу. Поправки кои не чинат многу, а менуваат живот. Постар брачен пар живее без светло во дневната соба. Малку светло зирка од ходникот, затоа што треба да одлучат дали да се стопли нивната соба или да им влезе светлина во собата. Не затоа што немале струја, туку затоа што немале можност ни да купат, ниту пак кој да им смени една сијалица. Жена без чешми во домот. Секој ден на ладно, надвор, пере, мие, живее. И тука малиот израз на љубезно се замеша. Нашиот колега со малку алат, со малку време, ја промени сијалицата, внесовме вода во домот. И знаете што се случи? Не сменивме само мали услови, сменивме живот. И сакам да ви споделам нешто лично што многу ме допре. Ни дојде друга група на млади луѓе и велат, сакаме ние нешто да направиме. Што да направиме? Велам, што знаете, што сакате? Дојдоа до една идеја. Ќе плетеме. Почнаа да се собираат во нашиот центар за социјална инклузија и седнуваа заедно, учеа едни од други. И со своји раци почнаа да создаваат нешто што не може некој да си купи. Капи, шалови, ракавици. Но тоа не беа обични работи. Тоа беше топлина. Тоа беше грижа. Тоа беше љубов, вплетена во секој конец. И потоа ги поделуваа на тие кои беа во потреба, луѓе кои се на улица, на минусни температури. И знаете што се случи? Таму луѓето не ја гледаа само храната. Тие луѓе ја чувствуваа љубезноста на овие млади луѓе. Затоа што кога нешто е направено со рака, се чувствува срцето за него. И тука научив нешто многу важно. Не мора да имаш многу, за да направиш многу. Понекогаш доволно е да ги искористиш рацете и срцето што го имаш. Затоа што не му треба на човек многу. Само некој да дојде и да му помогне таму каде што сам не може. Започнавме со храна, со една количка. Но многу брзо свативме дека не е доволно само да нахраниш. Да нахраниш некого денес, зашто утре може пак да биде гладен. Свативме дека зад гладот стојат многу подлабоки проблеми. Луѓе без документи, без здравствено, без работа, без дом. Луѓе кои можат да умрат од нешто што е банално за нас. Замислете, детенце можеше да умре од загноен зап, само зашто немаше здравствено. Или зашто нема 200 динари за преглед. Знаете што значи да не постоиш во системот? Да немаш матичен број, да немаш лична карта,
да немаш право на здравствено осигурување. Ние одлучивме да не застанеме тука. Нашиот правник почна да им помага на овие луѓе повторно да станат видливи, да добијат документи, да добијат идентитет, да станат дел од системот, во кој дотогаш не постоеле. И тогаш се случи нешто уште поважно. Децата. Децата кои никогаш немаа здравствено осигурување, конечно добија пристап до лекар и образование. И тоа не е само документ, тоа е шанса за живот, шанса за здравје и за иднина. Но тука не застанавме, затоа што свативме дека проблемот не е само материјален, туку е и длабоко човечки. Многу од луѓето со кои работевме носат и кои што работиме се уште носат тешки трауми. Години на отфрленост, години на понижување, години во кои никој не ги слушнал. И затоа започнавме и да обезбедуваме психолошка подршка. Затоа што понекогаш најголемата потреба не е храната, туку некој да те слушна, да ти каже, ти вредиш. Потоа свативме уште нешто. Многу од тие луѓе не знаат што им следува. Не знаат дека имаат право, например, на социјална помош. Не знаат ни каде да се обратат. Не знаат како да се движат низ системот. И тука сме повторно ние, да им помогнеме да ги разберат своите права, да им помогнеме да ги остварат. Но можеби најболниот дел беше ова. Кога одат сами во институции, често не се третирани исто како погласните од нив, помоќните и поснаодливите. Но кога е некој од нас со нив, кога некој ги придружува, кога некој застанува покрај нив, работите се менуваат. Затоа што не само што ги советуваме, туку и ги придружуваме. Ги носиме до институции, стоиме со нив на шалтери, зборуваме кога тие не можат. А има и луѓе кои едноставно не можат сами, поради болест, поради возраст, поради страв. И тогаш сме ние нивните нозе, нивниот глас, нивната подршка. Им помагаме и да најдат работа, но не само така. Им помагаме да направат CV, да напишат мотивационо писмо. Ги обучуваме како да застанат пред работодавач, како да зборуваат на интервју, како да веруваат во себе. Им обезбедуваме и конкретни можности за работа, преку места каде што ние посредуваме. Но знаеме дека подготовката не завршува тука. Им даваме нова облека, затоа што првиот впечаток значи. Ги подготвуваме, ги придружуваме, затоа што понекогаш не е доволно да му кажеш на некого само оди. Потребно е и да одиш со него. Семејства со деца, на улица, на минусни температури. И тогаш си поставивме едно прашање. Како е можно едно дете да нема дом? Затоа секоја година обезбедуваме подршка за кирија за 13 до 15 семејства. Семејства кои останале без ништо, самохрани мајки кои ако се разболат и ако не работат, нема повеќе како да ја платат киријата. И остануваат на улица, постари луѓе кои немаат пензија и повеќе немаат сила да работат, нема повеќе како да ја платат киријата. Луѓе кои едноставно немале каде да одат, им даваме простор, време и шанса повторно да застанат на нозе. На нивното место доаѓа друго семејство. И така, кругот на помош продолжува, за да ги вратиме во живот. И сето ова започна со една одлука. Една колечка храна. Денес тоа се променети животи на мнозина. Над 2000 семејства и поединци кои добиле шанса. Шанса да преживеат, но шанса и да живеат. Но знаете што е најважно? Ниту една од овие приказни
не започна со голем план. Започна со една мала одлука. Една одлука да помогнеме, да застанеме, да не свртиме глава. И затоа секој еден од вас овде може да биде таа промена. Бог на секого може да му стави на срце што е она што тој може да направи за да промени нечиј живот. Затоа што промената не започнува од системот. Промената започнува од мене, промената започнува од тебе. И кога ќе одлучиш да бидеш таа промена, не менуваш само туѓ живот, си го менуваш и својот. И тогаш животот добива вистинска смисла. Сакам да ве прашам нешто. Што ако ти си причината за нечиј живот да се промени? Не утре, не кога ќе имаш повеќе, туку денес. Денес, секој еден од вас може да направи промена во нечиј живот. Благодарам. Го повикувам на сцена Андреј Рајатовски. Андреј стои зад профилот на градинарот МК. Личност која обожава неуредените простори да ги облагороди со чистота. Хигиената мора да биде приоритет, а еколошката свест мора да ја доразвиваме. Уредениот двор, сокак и улица се секогаш попривлечни и за очи и за душа. Повелете. Здраво на сите. Искрено не знам како ќе продолжам после ваков говор на Весна. Ве молам уште еден аплауз за Весна за тоа што го прави. Секоја чест. Подолго време сте нормално го работите тоа што го работите. Јас сум многу пократко во ова што го правам и далеку сум од тоа што вие сте го направиле. Така, верувам дека ме знаете преку тоа име, градинарот МК. Иначе моето име е Андреј. Некои од ликовите што ги видов тука ги познавам и од времето кога играв фудбал тука. Значи играв во вашиот градски фудбалски клуб Осогово. Тоа беше Тоа беше, ако не се лажам, година-две пред короната. И имам стварно преубаво искуство и од градот и од луѓето тука, така да и сега кога дојдов и кога се слушнаме со Јован, мислам дека ние втор пат една имавме акција пред Нова година. Секогаш сум бил добре дојден тука, фала ви на тоа. Па вака, идејата моја, верувам дека овие ликови што ги гледате позади мене сите сте ги виделе на социјалните мрежи. Идејата ми дојде токму од нив. Јас обожавав да гледам таква содржина. Обично кога ќе си дојдам на вечер, кога ќе завршам со работа, ќе си дојдам дома да гледам некои рилови пред да заспиам нормално и нон-стоп сум гледал таква содржина. Ми били интересни и долго време сум имал таа идеја да направам во Македонија, бидејќи не сум видел некој тоа да го прави тука кај нас, а е за општествено добро. Така, местата каде што движев најчесто, ова е моето прво видео што го снимев, многу често поминував тука. Јас живеам блиску до ова место и лево сликата што ја гледате е сликата која што година за година ја гледав. Значи не видов ни една година да се среди тоа место. Имам куќе, си го шетам често куќето таму. И кога ми кликна оваа идеја, реков тоа ќе биде првата локација што ќе ја средам и може да видите од другата страна како излезе после моето прво видео. Искрено не знаев како ќе биде прифатено тоа од луѓето, меѓутоа од кога го објавив првото видео, реакциите беа предобри. Бидејќи бев на сите социјални, се уште сум на сите социјални мрежи, секаде видеото беше гледано и реакциите од луѓето беа претопли.
и тоа искрено ме мотивираше да продолжам и да снимам таков контент. Пред се ќе кажам дека тоа сум го правил бидејќи мене ми исполнувал процесот да го снимам целиот процес од пред и потоа. И сум рекол зашто не продолжам доколку можам. Чим можат овие луѓе што ги видовме претходно да го направат тоа, зашто јас да не можам кај нас. Така почна целата приказка, беше супер прифатено, продолжив понатака, реакциите како што кажав од публиката беа предобри, предтопли и на секое наредно видео кога го снимав, првите нормално беа блиску до местото каде што ја живам. И на лице место каде што работев, почнаа веќе да ме препознаваат луѓето и реакциите беа претопли. И тоа нормално ме мотивираше да продолжам и да го правам тоа. Мислам дека еден месец по првото видео почнаа да се приклучуваат и општествено одговорни компании, школи. Во моментов имам видеа кои што не ми се објавени, меѓутоа овој период пред пролет доста од школите се заинтересирани за такво нешто, бидејќи барем они така наставниците и директорки да така кажуваат дека повеќе ги инспирира децата доколку има некој како мене што го гледаат веројатно децата да биде со нив. Така да последниот период, да не кажам последниот месец, имавме преку 10 акции во Скопје и неколку надвор од Скопје со основни училишта, повеќето државни основни училишта, неколку приватни, каде што ги следувавме токовите на училиштата, околу училиштата, поседувавме цвеќиња, дрвца. Едноставно се радувам дека позитивно влијае тоа не само кај постарите, туку и кај помладите, бидејќи мислам дека тие се иднината на нашата земја. Како што кажав, се приклучува и неколку општествено одговорни компании. Во наредниот период планираме и повеќе такви акции. Денеска требаше да се одржи, можам да го спомнам веројатно тоа, голема екоакција во Виница, меѓутоа поради временските услови се одложи, се надевам ќе биде во блиска иднина. Така да многу ме радува моментот што позитивно влијае целата моја приказка, сега до сега. Да, еве дел од акциите. Тука сме со основни училишта, во средина стои сликата од екоакцијата што ја правевме во Кочани, тоа се случи пред Нова година. И имавме неколку акции заедно со Црвениот крст. Видеата, не од сите ми се објавени, видеата со Црвен крст следуваат наскоро, бидејќи сум се уште сам правам. И контентот, верувам дека знаете дека е потребно време да се направи, да се изедитира тоа видео, да се сними, да се направи, како се вика, thumbnails. Бара време, сакам да кажам. Целиот процес на постирање на видеата, акциите сам ги организирав до сега. Значи, бидејќи се сам правам, одземам премногу време, меѓутоа се трудам колку што можам повеќе да учествувам во вакви акции. Јас ќе бидам пократок за разлика од Весна, бидејќи немам премногу материјал, нов сум во целава работа, мислам дека речиси пола година го правам ова. Би завршил со оваа реченица дека секој еден од нас може да придонесе во убава, почиста и поздрава животна средина. Прашањето е дали сакаме тоа да го направиме. Фала ви од срце и сега надевам се гледаме на некој начин. Ако може само Андреј да се врати, една минута Андреј. Ќе може само Андреј да се врати? Ова е мало изненадување за Андреј. Андреј. Самиот, како што кажа, Андреј играше за фудбалскиот клуб Осогово. Во име на фудбалскиот клуб Осогово сакаме да ти донираме еден сувенир, бидејќи Андреј остави впечаток во фудбалскиот клуб Осогово. Доколку реши Андреј, во секое време може да се врати во фудбалскиот клуб Осогово, а и на Кочани му треба личност како Андреј, односно другиот клуб. Фала ви многу.
Можем така. Ова е за Андреј. Денеска, пошто фудбалскиот клуб Осолово победи, во име на фудбалскиот клуб Осолово сакаме да се заблагодариме на оваа прекрасна личност што играше за него. И во секое време и Кочани сака вакви личности како Андреј. Апа, од срца. Ще еден аплауз за Андреј. Следен од гостите е Кристијан Калинов. Кристијан стои за страницата Ретвитни оброк. Тој самиот инспирира и регрутира волонтери кои заеднички подготвуваат топли одроци, чија намена е за оние кои немаат. Донирањето храна е можеби основен и највисоко степен чин на човечката грижа. Повелете. Добро вечер и од мене. Јас сум единствениот говорник вечерот што има фатено кава риба. Не знам како ја најдела оваа слика Јован, ама контекстот не е риболов, ви види тоа. Јас и мојата сопруга Каси Су имаме 4 деца од возраст Има различни реакции кога ќе кажат дека имам 4 деца. Комшиите кога слушнаа дека дека чекаме трето дете, викаат: браво, сте се осмели на трето дете." Кога им кажавме четврто, вика: "Што ви треба таа работа, луѓе?" Ама ние сме пресрекни и ненаспани. И поради тоа денес ја заборив и јакната, ама сум пресреќен барем дете некој не оставив, нека да не заборив. Јас ќе ви раскажам делумно приказната на Ретвитни оброк и можеби некои од нашите главни принципи преку таа приказна, некои од нешта кои што ги имаме научено низ годините, етосот, духот на нештата во кои што ги правиме и ќе се обидам тоа да го направам во 10 минути. Ретвитни оброк, прво може да прашам колку ми од вас имаат слушнато за Ретвитни оброк пред да дојдете овде? Супер. 1/4. Другите имате лош алгоритам на Facebook, не ви дава ништо за тоа. Но, Ретвитни оброк почна пред 12 години наредна недела, полниме 12 години на 4 април и почна буквално како што кажа Весна во еден момент каде што ние се приклучивме на она што тие го правеа. Денес имаме преку 6000 волонтери во овие 12 години, луѓе кои што барем еднаш си имаат приклучено, некои и повеќе пати, некои со месеци, некои со години, од нив останале оваа иницијатива. Имаме припремено неколку, можеби 100.000 оброка, не знам колку имаме припремено. И сето ова почна буквално од една наивна желба да се помогне. Никаков план, никаква визија дека ова нешто ќе прерасне во едно движење кој што ќе анимира огромен број на луѓе. Но пред да продолжам да раскажувам можеби за Ретвитни оброк, ќе ви кажам како јас се најдов во ова, мојата лична приказна на кратко. Пред 14 на години бев на посета и мојата сопруга тогаш во Англијата од Оксфорд и запознав едни нејзини пријатели кои што работеа со бездомници. Еден од нив се викаше Симон. И Симон е многу интересен лик, човек кој што работи во IT индустрија, но во исто време многу страствен човек за животот и љубов за други луѓе. И кога го праша да ми објасни за неговата приказна, како тој се има најдено во тоа да работи со бездомници, тој ми кажа дека при еден разговор со еден човек сватил дека не знае ништо, буквално ништо за искуството што значи се биде бездомник. А вика, поминувам покрај бездомници секој ден. И јас сега очекувам Симон ќе ми каже и тогаш решив да научам нешто повеќе. И тој ми вели, и тогаш решив да се купам еден шатор и да поминам еден месец на улица со овие луѓе. Нешто многу радикално. И тоа мене ми остави еден неверојатен впечаток дека всушност јас не знам како е животот на овие луѓе. Јас поминувам покрај нив секој ден. И бидејќи тогаш бев тазен женет, некако не ми идеше во прилог да купувам шатор и да одам на улица месец дена, ама она што решив е дека секој ден во наредниот месец ќе припремам еден оброк и ќе најдам луѓе на улица и ќе поминам некој време со нив. И во тој месец, она што го сватив е еден цитат од мајка Тереза, можеби ви е познат, кој што вели луѓето се гладни за леп, но многу погладни за љубов.
И во тие мои интеракции со луѓето сватив дека тој човечки контакт за нив е многу повреден отколку некој си 50-100 денари што ние можеби би ги оставиле во таа интеракција. И така јас, барајќи начин како да продолжам да инвестирам во ова нешто, најдов на две девојки на интернет кои што решиле еден викенд да го поминат различно од вообичаено. Тоа беа Злата и Марина, кои што виделе од интернет исто така од Тони Весна дека тие дома припремаат храна. И тие решиле еден викенд да сготват нешто дома и да го објават на Твитер тогаш и една невина покана кон нивните пријатели. Кој сака наредна недела со нас да ретвитне еден оброк. Тогаш нели Твитер се викаше да ретвитнеш значи да споделиш, и тоа беше идејата. Не знам како ќе го сменим името сега, ама за сега ретвитни. И од тој повик почнува да се приклучуваат неколку луѓе и тука дознавам јас преку некои мои пријатели и почнуваме да го правиме тоа заедно. И таа идеја да се направи нешто, да се помогне, почна многу, како што кажав, наивно. Во тоа време ние почнуваме секоја сабота после делење да седнеме заедно во една кафана во близина на спомен куќа на мајка Тереза да споделиме импресии од дневното делење, затоа што ако некогаш имате прилика да отидете на делење, тоа е посебен настан. Тогаш поготово беа рани почетоци, имаше доста интересни настани се случува кај што Тони требаше да интервенира помеѓу луѓе, се тепаат и така натаму. Но она што сфативме е дека секоја недела ние се договараме кој што ќе готви и колку ќе сготви. Бевме 5-6 души. Тогаш, инаку не ви кажав, мојата професија, јас сум свештеник. Така да ако почнам да ви проповедам, Тони има едно фише таму ќе ми го фрли и ќе се вратам на темата. Но тогаш мојата црква, евангелско-протестантска црква Гласност, што туку изнајми еден нов простор кој што е се уште многу мал. И јас помислив можеби било добро да ние наместо секој дома да готви, да припрема 5 сендвичи, 10 сендвичи, да се собереме заедно и во една синергија да сготвиме повеќе. Кога го представив планот првен на мојата црква, беше веднаш позитивен одговор. Луѓето на кои што го представив што волонтира тогаш се согласија, ајде да го направиме тоа заедно. Кога почнавме да готвиме заедно, оно што го доживеавме е дека од 30 оброка ние скокнавме на 60 оброка. И сватиме дека нашиот вложен труд заедно многу побрзо, многу повеќе ќе произведе оброци отколку тоа што го правиме сами. Со текот на времето почна да се приклучуваат се повеќе луѓе. Секоја недела се приклучува се повеќе луѓе до момент каде што ние всушност почнавме да се собираме некогаш и по 50-тина, 60-тина луѓе на едно готвење. И кога ќе видите просторот всушност наш е многу мал, повеќето луѓе се дружат, неколку готват, паротираме и така натаму. Но во тоа време оно што се случуваше секоја недела почна да се гради една заедница на луѓе. Луѓе кои што почнаа со заедничка цел, гледате дури и мојата презентација ја рефлектира мојата животна фаза со цртежи деца. Во тоа време таа заедничка цел почна да нас да ни прави и чувство на заедница, кај што недела за недела заедно ние го правиме едното исто. Поради тоа што се зголемуваше бројот на луѓе кои што сакаат да се вклучуваат, имаше потреба и од зголемена комуникација на кој што носи, кој ќе донесе намирници, кој ќе земе паковки и така натаму. И со текот на времето тие пријателства растеа и станува сериозни, некои од нив дури завршија во сериозни врски. Ова се некои од тие средби. Но она што го увидовме со текот на времето, кој што на почетокот всушност беше доста тешко да го прифатиме, е дека ваквата работа, ваквиот тип на волонтирање има циклуси. Има почеток и има крај. И всушност секоја волонтерска работа има конкретен почеток и конкретен крај и мерлива средина каде што го завршивме ова и ова. И ова навести мислам дека наредниот викенд ќе имате генералка. Наредниот викенд, тоа е се определено време, луѓе доаѓаат, чиста заедно, знаеле дека завршиле работа и си од дома. Ретвидни оброк од друга страна има почеток, ама нема крај. Постојано има гладни луѓе, постојано има потреба да се готви. И со текот на времето кога имаше луѓе кои што доаѓаа, имаше луѓе кои што заминуваа.
И на почетокот на некој од нас тоа не се да чувства како ќе продолжиме. Има време каде што сме 50 души, има време каде што сме 5 души. Но кога прифативме дека во оваа работа има циклуси, има почеток, има крај, доаѓаат луѓе, други заминуваат и повторно, навистина ни помогна да останеме верни на мисијата, лојални на мисијата и да речеме, окей, може би сега еден циклус кај што нешто да се поспори, но ќе продолжат понатаму пак. Како што кажав, ретвидни оброк тера 12 години и всушност главниот импакт на ретвидни оброк е подготовка на храна. Но немам време да ви раскажам колку се странични импакти имала оваа иницијатива. И навистина, како што кажав на почетокот, немавме поима колку долго ќе трае ова и дали воопшто ќе опстане. Ние секоја недела се поздравувавме, ќе се видиме ли нареден петок? Најверојатно ќе се видиме. И нареден петок повторно ќе се видиме ли? Најверојатно ќе се видиме. Но за да истрае 12 години, да има една таква долговечност, навистина ви се потребни клучни пријателства. Овде сум пишал партнерство, но за мене подобро е пријателство. Такви пријателства за мене се Тони и Весна од љубезност, Евангелска протестантска црква Гласност, каде што во клучни моменти кога сме доаѓале до време, каде што сме морале да направиме одлука, ќе терали оваа работа, ќе продолжиме ли? Нема доволно намирници, нема доволно волонтери. Може би истовремено во нашите животи се случуваат приватни работи кои што бараат од нас многу повеќе ментална и емотивна енергија. Ни треба вниманието да го пренасочиме на друго место. Моменти каде што чувствуваме дека ние сме при крајот на нашите сили, тогаш токму овие луѓе се оние кои што одржуваат да и тој циклус се надмине. И така, навистина сум благодарен за тие пријателства што ни сите овие години имаат помогнато да ово трае и уште еден петок. Така да, ако некоја сте во Скопје, поведете на ретвидни оброк, ќе се видиме во петок. Ви благодарам за вниманието. Наред е да се појави на сцената Гордана Софија. Основач е на иницијативата Генералка Викенд. Гордана обединува луѓе здружени во идејата за максимално чиста животна средина. Екоакциите треба да бидат постојаност во нашето општествено битисување. Сите сме важни за чистотата на животната средина, но и за чистотата на умот. Повелете. Благодарам многу, Јован, на поканата и на цела екипа од Академија Кочани и благодарам на сите што сте тука. Јас, Гордана Софија и мојот партнер Ханес, кој што е иначе австриец, меѓутоа е заљубен во оваа земја и дојде тука да живее пред 6 години. Во 2020 седевме во нашиот мал стан на балкон и се мислевме како може да придонесеме нешто за нашата земја. И секако дека прво треба да си го исчистиме домот, а потоа да поканиме гости и се понатаму. Одлучивме да започнеме една иницијатива со 10 општини и да ги поканиме да учествуваат во едно чистење на целата општина или целиот град. Сакавме да придонесеме нешто со љубов и да не чекаме некој да го заврши тоа, туку едноставно да излеземе на терен и ние да започнеме да чистиме отпад. Затоа што ја сакаме многу оваа земја. Јас сум родена тука, пораснав и навистина не би сакала да заминам никаде да живеам. Многу луѓе ни се селат, меѓутоа еве ние што сме тука останати, можеби заеднички може да придонесеме да живееме во една поздрава и поубава држава. Така во 2021 започнавме Генералка Викенд, чистење со 10 општини. Тогаш имавме 1000 волонтери и сите ни викаа џабе, пак ќе биде валкано. Џабе, знаете, во овие 6 години, ова ќе биде сега 6-та година, ќе се одржи на 8, 9 и 10 мај, сме чуле милион пати џабе,
Меѓутоа на почетокот тоа џабе беше обезхрабрувачко, ама сега тоа џабе ни дава уште повеќе сила, затоа што ништо не е за џабе. Ништо го кажав ова многу пати, секој кога ќе излезе надвор и ќе придонесе нешто за колективно добро, за добро на сите нас, самиот ќе се, како што кажа Весна, самиот неговиот живот ќе се смени на подобро, тој ќе се почувствува подобро, меѓутоа никогаш не сме свесни каков бран со нашиот пример може да предизвикаме. Така, имам неколку, ова се статистичките податоци од досегашните Генералка Викенд. На кратко, значи почнаме во 2021 година со 1000 волонтери, со 10 општини, секој втор викенд од мај излегуваат чистат од ученици до пензионери, сите. 2022 го дуплиравме бројот на општини, 26 општини, бројката на учесници се зголеми, 2023 го триплиравме бројот на општини, 2024 уште повеќе, така да минатата година 2025 сите 81 општина беа вклучени во акцијата за чистење отпад. Се чистеше со 65.000 волонтери во еден ден, значи на територија на цела држава, на над 1000 локации и собравме околу 600.000 килограми отпад. Дел од тој отпад се селектира, бидејќи ние доставуваме материјали до сите општини, вреки, ракавици, ограничен број маички, летоци за промоција на селекција на отпад, постери за промоција на самиот настан, да се вклучат што повеќе луѓе и видовме дека бројката од 1000 волонтери порасна на вкупна бројка на 100.000 волонтери, што значи не е за џабе. Сите ние сакаме да живееме во здрава држава, во чиста држава, затоа што екологијата не е само некое хипи хоби, туку екологијата е директно поврзана со нашето здравје, со здрава храна, значи со земјоделство, со здрава економија, што значи здрав туризам. Ако земјата ни е валкана, никој нема да сака да дојде овде. Секоја иницијатива, секој поединец што ќе излезе надвор, ќе направи огромна промена. Овде може да видите неколку фотографии, додека трае акцијата на територија на цела држава. Добиваме дневно по отприлика 3000 фотографии, не можеме сите да ги покажеме тука, меѓутоа еве гледате дека учениците се вклучени, над 50.000 ученици учествуваат од сите училишта на национално ниво, возрастните се вклучуваат, пензионерите се исклучително активни. Во Генералка Викенд учествуваат не само општините со граѓаните што живеат таму, туку учествуваат и 600 организации, невладени, спортски федерации, здруженија, секој еден може да се приклучи, акцијата е отворена за сите и припаѓа на сите граѓани. Овде ќе видите дека освен што самите граѓани се вклучуваат, имавме и повеќе специјални акции за чистење на места каде што не може обични цивили да влезат. Например, веќе од 5 години поред ја вклучуваме армијата. Во 2024 имавме чистење со 20 представници од вооружените сили на една локација на Шарпланина, која што не беше исчистена 25 години, затоа што тие села во склоп на Националниот парк Шарпланина немаат инфраструктура за собирање отпад, така да се беше таложено во река. А реката е прекрасна. Значи, доаѓа директно од планина, таа вода е питка, меѓутоа на одредени локации беше укушена буквално во отпад. Таа година на една локација исчистивме со ренџерите од Националниот парк, со алпинисти, бидејќи мораше да се спуштат доле со јажења, и со вооружените сили од армијата и плюс специјалците од МВР, беа тигрите и единица за брзо реагирање, исчистивме 13 тони отпад. Само од една локација. Она што е добро, на оваа
откако изчистивме на оваа локација, благодарение на компанијата од Тетово, која што е активна како комунално, за прв пат се воведе редовно собирање на отпадот секоја недела и локацијата е чиста. Оваа година одиме на друга локација, исто на Шарпланина, така да поентата е дека кога ќе се изчисти, тогаш треба да се воспостави инфраструктура за нема повторно таложење отпад. Исто и комуналните предпријатија се едни од најважната алка во Генералка Викенд, бидејќи без нив не можеме ништо. И сакам да бидам искрена дека не е во ред да го вперуваме прст во комуналното не чисти, не собира, туку треба сами да тргнеме од себе. Ние да не фрламе кај што не е соодветно. Имаме контейнери, живееме во цивилизиран свет, живееме во Европа, отпадот оди во канти, не оди во река, не оди во дол, не оди во шума. Сега има и можности за селекција на отпад, има компании кои што собираат и електронски отпад, наместо да го фрлиме во планет, кој што сме гледале на многу пати, може едноставно да им се јавиме бесплатно и да го соберат. Ова е, значи, сакав да кажам еден фан факт, интересно е дека Генералка Викенд со 100.000 вкупно волонтери е направена од македонските граѓани за самите нас и прерасна во најголемата еколошка волонтерска акција за собирање отпад не само кај нас, туку и на цел Балкан. Интересна информација, дури Арнолд Шварценегер не објави како пример, ете што може една мала држава и граѓаните да направат заеднички. Фала ви многу. Но не застанавме тука. Генералка Викенд е пролетно чистење. Започнаме во 2022 и со пошумување на есен, бидејќи тогаш е најголема успешноста на садниците. Заедно со Македонски шуми и Министерство за земјоделство посадивме 125.000 садници во Велес. Фала ви. И продолживме, јас и Ханес отворивме исто платформа, секој ден може да донира од 1 денар до колку сака. Благодарение на таа платформа собравме буџет со кој што дополнително посадивме 17.000 садници во 30 општини. Општините мора да имаат дрва, затоа што дрвото е најдобриот механизам да не заштити од жештини, од поплави, да не го прочисти воздухот, да ја спречи ерозијата на земјата. И со ова чистење и садење правиме еден цел циклус во годината за зелена обнова на нашата држава. Ке продолжиме до 2031 година и да чистиме заедно и да садиме садници. Сакаме да се роди сончева гора во секоја општина и граѓаните да бидат горди на тоа што излегле, изчистиле, придонеле, не чекале ни комунално, ни институции, туку ние имаме одговорноста и потоа засадиле и дрво за нас и за идните генерации да живеат една поздрав живот и поздрава иднина. И има уште многу работи да се кажат, ама немаме време. Ве поканувам сите да се приклучите на 8, 9 и 10 мај. Може и кај Јован да се обратите, тој знае каде ќе се чисти и исто во општина Кочани. Така да придонесеме заедно затоа што од нас зависи. Целта, сакам само да кажам дека на ова што ние го правиме со Ханес и со сите 100.000 волонтери од цела држава е дека ова е љубов кон земјата во која живееме и сакаме да го вратиме чувството на љубов во секој еден жител, граѓанин на оваа земја. Оваа земја ни припаѓа нам, не припаѓа ни на политичка партија, ни на институција, ни на никој, туку е наша, секоја улица, секој тротоар, секој парк е наш и треба да се грижиме како што се грижиме и за нашиот стан, и за нашата куќа, и за нашиот двор. Тоа е нашиот дом. Фала ви многу.
Сега го повикуваме Борче Стаменов. Неговата идеја е иницијативата Се донирај компјутер. Борче е вистински хуманитарец кој составува стари компјутерски делови и сервисирани ги адресира до оние на кои што им е потребно. Компјутер за секое дете и секој поединец, за да одржуваме технолошко-технички баланс. Повелете. Добро вечер на сите, како што кажа, јас сум Борче Стаменов, малце паники, треми, не ми е прв пат, али секој пат ми е као прв пат. Така да денеска ќе ја представам пред вас донирај компјутер за тие што не слушнале. Почетоци. Секоја иницијатива мора да има некој почеток за да почнеш од нешто. Мојата беше сосем случајно, како и сите, ни се раѓа некоја идеја и мислиме дека е добра и сакаме да ја оствариме. Во компанијата кај што сум вработен веќе 22 години, некој дојде една женичка, самохрана мајка на 3 дечиња и побара дали има да ја даме по овој компјутер. Сосема случајно чував такви компјутери од клиенти кои што више ги оставале кај нас, кои што не им работат. И во исто време имавме и практиканти кои што доаѓаа на пракса во нашата компанија. Успеав да склопаме компјутер, да ставам 2-3 игрички нешто и тоа беше првиот компјутер што го носев лично на терен. И кога влегуваш така и гледаш 3 мали дечиња што се радуваат буквално на нечие џубре, едноставно ти кликнува дека таа идеја може и да е интересна. Објавив на Facebook дека планирам да правам нешто такво или дека имам, не знам, 10 компјутери за давање. И за 24 сата ми се јавија 3 компании кои што сакаат да донираат компјутери, се собра околу 30. И си викам, па е добро, интересно, може да го правиме и понатаму. Тоа е првиот куп што го собрав, тоа е првиот компјутер што го дадов. Нормално, тоа цело предизвика и некоја позитивна врева, да не кажам, во медиумите. Веднаш почна да се пише и за многу брзо донирај компјутер стана едно, не знам, општо позната иницијатива. За не цела година успеав да соберам, да склопам, значи сам 100 компјутери и сите тие да ги донирам на социјално загрозени семејства из цела држава. Тоа е и првата торта што ми ја направија дома, малце аматерска, ама ја го пишев тоа, така да окей. Обично секогаш кога примам донација или кога праќам донација, не сакам да бидат моите слики како да ги цртал робот или да ги правел AI или не знам, што сакам да бидат како народни слики. Затоа и сликите што ги ставам на социјални медии, таа е инспирирана како од Game of Thrones нешто. Тоа ми е тронот, а пошто метам често пати прашини по фирмата, ми дојде како згодно нешто. Тоа се некои од првите поголеми донации кои што ги добивме. Една од поголемите донации сам фирма, или не е фирма, него е Европска унија, не е фирма, не? Првата голема донација ни дојде, значи, од канцеларијата на Европска унија во Македонија. Тоа бе околу 270 парчиња опрема, кој што, мораше да се среди. Тоа е канцеларијата која што уште не трпи, не е во моја собственост, јас сум вработен во таа фирма, како што кажа. Мојот директор, нормално, фала многу, дозволува секојдневно да носиме и прашање, и џубре, и све. И отприлика тоа за првата поголема донација. Со самото ширење на самата иницијатива, нормално почна се зголеми потребата да имаш партнери, затоа што не можеш буквално цело таква операција да изведуваш сам. Едни од првите партнери кои што ми се јавија беше Екологистик. Екологистик се знаете, карго компанија која што доставува пратки низ цела држава. Извини, трема се го прави своето. Со Екологистик имаме соработка веќе поише од 4 или 5 години. Сите донации што се составени од страна од нашите волонтери и од мене се бесплатно доставувани до сите семејства во државата. Исто тоа го правиме и со училишта кои што се пријавуваат на нашата страна. Вториот партнер, откако ја купивме Донка, тоа е нашата кола таму на последната слика, е Дали компани која што месечно ни доделува одреден износ за да имаме за бензин, пошто искрено многу патуваме последно време, не во последно време, него од крај часа.
Третиот партнер ни беше Олимпија Моторс, кој што буквално најпрви ни се јави и ни даваа месечно по едно возило да може користиме да патуваме и да подигаме донации. Пред да ја купиме Донка, нормално ни се јави Шпаркасе лизинг. Морам да се благодарим на eCrowd платформата, која низ која нели го направивме цела кампања за да купиме наше возило. Тоа е Донка. Имаме собрано негде околу 6000 евра и Шпаркасе лизинг донира уште 3500 евра за да може да купиме возило како што ни треба. Наредно ни се јавија од Нептун, што беше право изненадуван, затоа што нели нелогично е да ви се јави компанија која што продава компјутери на човек што дава безпари компјутери. Али окей. Се јавија Нептун, со нив имаме веќе 3 години соработка, тоа доста успешна. Значи нашите донации, сите оние кои што сакаат да донираат било каква, тоа иде најмало штрафче, може да го остават во било кој салон низ цела држава. Еднаш до 2 пати месечно, зависи од тоа колку донации си имаат собрано. Нептун со своја логистика ги носи до каваде со нашата работилница. И четврти партнери, што мислам 5-6 кои таму бајат, се Клими МК, додека немавме кола или кога имаме поголеми пратки за презивање, тоа се Клими МК од Кавадарци, секогаш ни даваат комбе на користење, кој што нели го користиме максимално. Со самото растење на иницијативата морав да си го заштитам и брендот на некој начин. Тоа беше совет од некои луѓе. Моментално донере компјутер заштитена трговска марка, која што си има нели своје лого, свој текст и така натаму. Нормално, еднаш до 2 пати годишно справяме маички кои што ги печатиме во Контура, кои што исто ни се спонзори и бесплатно ни ги штампаат. Секој што може, што сака да си набави маичка, може да си набави. Не во секое време, туку кога ќе се објави на сами социјални мрежи. Последна идеја што имам со донере компјутер, што планирам да правам, може во трга трае подолго, ама малку ќе задржам уште малку. Наредна идеја што сакам да ја правам е тоа стрипот таму што го гледате. Имаме многу случаи кај што донираме компјутери во социјално загрудени семејства и има такви инспиративни приказни, некои се мислам инспиративни. Те се тажни приказни, се инспиративни за мене, затоа што ме туркаат да продолжам напред. План ми е да се прави стрип со женски суперхерои, што се вика нормално пак Донка, али отом потом, и за тоа ќе видим како ќе биде. Иначе тоа е само као идеја моментално. Со самото растење на донер компјутер се зголеми и медиумската покриеност. Мислам, си имаме појавено во милиарда вестници низ нашата држава. За нас имаат пишувано во Рај 3, Европската комисија има посебно издание за дониран компјутер. Има приказни кои што од новинари кои што доаѓаат од Грција, Хрватска, не знам више од кај више има дојдено, чисто сега да се пофал. Исто, како што кажав, нели, растеме и се шириме и тука почнаа да се случуваат и некои гостувања што сакале ние или нечеле, гости мора да приеме. Првиот што ме посети беше Стево Пендаровски. Имавме специјална емисија Нови херои со бившата американска амбасадорка Кейт Бърн. Со нормално, како што кажав, со Европска унија имаме доста голема соработка, не е тоа единствена донација која што ја дадоа, тоа беше втора или трета. После тоа може да свртиме нааму, може да ја кажеме и нормално, секогаш ги има тие неубави работи, што ги викам јас. Има луѓе што едноставно не разбираат зошто ти кажуваш дека донираш компјутери. Причината е многу едноставна, затоа што не можеш да се разгласуваш преку тостер едноставно. Сега сме 2025-та, тогаш кога ние почнавме 2016 година, постојаат социјални мрежи, кај што нели можеш да напишеш што правиш. Да не сум пишувал што работам, како работам, колку донирам, кај донирам, на кого му давам, зошто му давам, кој донирал, немаше да бидам денес тука и донер компјутер најверојатно немаше да постои и немаше да биде толку успешно со донирани речиси 4000 компјутери до ден.
Ова се некои награди што како што кажав, си идат сами по себе, не дека некој ги барал. Имаме добиено 2 државни награди, тоа е Метој Ивановски и Мајка Тереза. И многу други награди. Во канцеларијата кај што ние работелница на Донер компјутер, има еден зид што буквално го викаме швајцарско сирење, затоа што е цел избушен со шајки и се наковани над 70 награди. Али ништо не е поважно од овие награди што ги добиеме као фала за дониран компјутер. Овакви има многу, само ради ограниченоста на 10 слайдови од презентација не може да ги ставам сите, а има многу. Едниот зид на Донер компјутер е само за тие награди. И ништо не ја заменува, значи ни Мајка Тереза, ни Метој Ивановски, ни било како ни европјани на годината, ни маш на годината, не може да ги замени, не знам што е тоа. Не може да ги замени овие цртежи кои што едно мало дете, инспирирано од самата донација, седнало и само ти нацртало цртеж као благодарам. За крај ги оставив, не за крај, имам уште на слайд, ги оставив волонтерите. Значи, секоја иницијатива, случувајќи ги сите овие што беа пред мене, зависи од волонтери. Ја имам среќа да ги имам едни од подобрите волонтери што некојаш сум ги сретнал. Ние не сме многу. Двајца се во Кавадарци, двајца се во Скопје. И плюс имаме волонтери кои што повремено, затоа што сакаат идат. Едниот од волонтерите ме снимајте во таму доле, тој е веќе кај нас колку години? 4? Да. Тоа е Драган, 4 години веќе кај нас и интересна работа кај Драган е што кога сака да прави нови компјутери си става едно ливче и става шарки као да го затвори. Колку компјутери би направил денеска. Така да без волонтери немаше ни јас да бидам денес тука. И да привршам, као што кажав, изгледаше невозможно, ама изгледа дека не било. Денеска сме до 3901 компјутер. Планот беше да до нова година се направат 4000, али поради склоп на околности не добив бебе и малце сум растурен на сите страни. Но планот си стои, така да во самата работилница имаме собрано околу 800-900 уреди кои што чекаат волонтерите ги поправат, тоа се многу уреди, али се надеваме дека до оваа нова година, без разлика на бебето, ќе имаме донирано барем 5000 компјутери низ цела држава. И само што можам да спомнам дека за разлика од семејствата имаме опремено 104 кабинети во државни училишта низ цела држава, имаме опремено голем број на противпожарни друштва, имаме опремено 3 болници со опрема од Донер компјутер, некој општини како Ѓорче Петров од Скопје е комплетно опремена од Донер компјутер сите училишта зборал. И толку да не должам, тоа е тоа. Завршницата на големото финале од овој мотивацијски форум ја отстапуваме на Александар Вединовски. Александар е познато ТВ лице кој новинарската етика ја пренесува на нови хоризонти. Храбро и безкомпромисно ги вади од почерка валканите работи на неморалноста и нефункционалноста на системот. Гласот на новинарот има силен одек во етерот. Медиумите ја покажуваат реалната слика, а новинарот треба да се залага за идеалната. Пред да му дадеме збор на Александар, да им упатиме огромна благодарност на нашите говорници. Чинители на доброто, среќата
и сончевата страна на животот. Тие се вистински хуманисти во кои треба да се огледа. Поединецот може да ја разбуди свеста кај народот, затоа што свесен народ значи силна држава. Благодарност до сите, а вие, Александар, повелете. Добар вечер. За разлика од моите претходници што говореа, тие нешто конкретно правеа со своите раце, мојата улога е малце поинаква. Мојата улога беше ја да ги натерам институциите нешто да работат, затоа кај нас е многу тешко. Многу пати беше спомнат тука системот, дека не функционира, дека практично вие со вашата работа ги пополнувате дупките на системот кој не функционира. Кочани, за жал, како град, ја платиме големата цена во државата за нефункционирањето на системот. Тој е антисистем за кој што стално говорам, кој што е отсликан во сите слоеви. Да не грижа за своето, невистинска љубов за државата, корупција на сите слоеви, која што се пресликува од тоа како не треба да се организираат угостителски објекти до тоа како не треба или како треба да се чистат плоштадите. Ја бев и пред да почнам со оваа моја мини мисија на шетање низ градот, претежно низ Скопје, бев доволно медиумски да речам експониран. Повеќе од 20 години сум новинар, повеќе од 6 години сум уредник во Канал 5 телевизија, имам емисија 2 пати неделно. Сакам да кажам, мотивот за ова не беше јас да имам дополнителен публицитет, туку овие слики што ги гледате позади мене да бидат едно лошо минато од нашата држава, бидејќи сметам дека ова е колективен срам. Често велам, ако ние се фалиме во светот дека сме 2300 години стара цивилизација, уште не научивме дека ѓубрето се фрла во канта, тоа нешто длабоко не е со нас, како што треба. Во Канал 5 правев многу репортажи околу ѓубрето, тоа што го зборував цело е како е да направиме Македонија да биде елементарно пристојно место за живење. Меѓутоа, тоа телевизијата како формат, пред се заради тоа што информативните блокови се временски ограничени, не ми дава доволно време тоа да го направам. И реков да си ги земам малце јас работите во мои раце, си купив една ефтина камера и почнав после работа се шетам низ Скопје и да го снимам тоа што мислам дека е национален срам и не беше лесно искрено да ви кажам. Друго е кога во студио зад-скриен пред камерите општам или говорам со 100.000 или со 2.000 луѓе што не гледат, меѓутоа кога ќе излезете во град и да снимате и кога ќе имате коментари од деца и бебојчичко во телевизија со камера се шета се збори сам со себе. Малце е оквард ситуација, меѓутоа тоа се надминува полека и тоа што ми е особено важно е што почнавме да правиме реални промени во општеството. На Facebook објавам чисто списоци на работи кои што ги применивме и ако често тоа го велам, ако на нашите дедовци, на нашите предци со пушка се бореа за нашата држава, за нашата слобода, за нашето достоинство, мојата мисија, а претпоставувам на повеќето од вас тука, е преку камера да го обзнаниме тоа што е проблем во општеството, да ги натераме институциите да работат, бидејќи очигледно кај нас има една таква инерција за да се променуваат работите, така што кога ги оставиме политичарите сами да си ја буткаат работата, нема да стигнеме далеко. Ќе треба некој треба да им диша цело време позади врат. Размислив, не ова што го гледате е ништо случајно, ова е една компаративна анализа што ја правев со Љубљана во Скопје и со Скопје. Ги снимив објектите во Љубљана, Националната библиотека, собранието, главните кеот на Љубљаница, главниот парк и направив една компаративна анализа, така наречен новинарски контрапункт, за тоа како е во Скопје. Сакав на луѓето да им најпластично да им објаснам дека работите во државите, во нашата држава, во Скопје, во другите градови е навистина во една многу лоша и многу катастрофална состојба и дека мора да се делува на определен начин. Овие слики што гледате позади мене се од камениот мост, од сводовите, ова е истиот таков мост во Љубљана, разликата не треба да ја кажувам, меѓутоа за мене беше просто несфатливо како ние, како народ, кој што во историјата толку жртви дал, со векови сме се бореле за слобода, сме мечтаеле да имаме своји институции, свое собрание, своја валута, своја војска, своја фудбалска репрезентација, своја локална самоуправа. Како народ конечно да можеме да видиме свој на своето и сами да ги поставуваме правилата за тоа како ќе живееме во нашата држава. Не можам да се помирам, а претпоставам и вие дека таа шанса покрај
после векови робство и векови страдање, конечно ја добивме и ние таа шанса ја искористуваме на начин што стануваме држава која што е подсмев, која што служи за подсмев. Претежно сте млади тука, колку што можам да видам. Не знам дали гледате на YouTube колку луѓе има, влогери што прават репортажи од различни градови, буквално се исмева со Скопје претежно. Ајде, сега во главен град тука доаѓаат најчесто. И тоа е на реалност со која што мислам дека никој од нас не треба да се помери практично. И недостатокот на желба и вистински патриотизам според мене кај политичките елити, кај најголем дел од политичките елити, се преслика и кај голем дел од граѓаните. Така што ние како граѓани на оваа држава на Македонија многу често велиме кога ќе се случи нека аномалија во системот, викаме бе што очекувате ова во Македонија, не може поинаку да биде. Тоа е таа психологија која што станува полека дел од нашиот идентитет, полека ќе почнеме да ја мораме да ја менуваме. Секој во својата област, секој на начинот на кој што мисли. Мојата улога во општеството е оваа. Сега не ќе да набројувам, меѓутоа кога ќе дојдете следниот пат во Скопје, кога ќе погледнете фасадата на собранието како е реновирана, кога ќе видите дека ги нема тие метални огради лоши такви, кога ќе видите платото пред владата како е средано, кога ќе го видите кеот на Вардар како делумно е исчестен, како дворот на библиотеката што гледате позади мене Климент Охридски, националната универзитетска библиотека која што беше претворена буквално во јавно WC. Кога во Жена паркот ќе отидете пред споменикот на сите оние кои што го дале животот на Македонија и вечниот оган и некои други локации, тие се направени и променети под еден голем медиумски притисок на социјалните мрежи. Јас како креатор на оваа содржина, меѓутоа уште повеќе на граѓаните, на вас, кои што таа содржина споделуваат, бидејќи јас како индивидуа, какво видео да направам, ако граѓаните тоа не го споделат понатаму, ако не реагираат на тоа, за џабе тоа го правам. Меѓутоа, кога ќе покренеме лавина реакции, кога ќе се направи притисок, властите едноставно им е многу поедноставно да реагираат и да го поправат тоа, во овој случај да исчистат една површина од 1000 квадрати, отколку да бидат мета на критики. Ова е тоа што изборувам околу библиотеката, која што беше катастрофална состојба и сега што е променето. Денеска, не знам, пред околу еден месец снимав едно видео за домот Ранка Милановиќ во Скопје, кој што порано пред 20-30 години бил дом за адолесценти со проблематично однесување, меѓутоа институциите го дигнале рацете од тој простор и тоа е една сцена буквално за хорор филм. Таму живеа, се уште живеат 80 луѓе меѓу ставорци. Снимав деца кои што беа каснати од ставорци, луѓе бездомници кои што буквално без никакви услови таму живеа и тоа се случуваше пред очите и на локалните власти, и на централните власти, и кај нас на граѓаните. Граѓаните се жалеа заради тоа што таму се пали пластик и не може да дишат, меѓутоа јас влегов, не знам дали ќе стигнеме до тие видеа да ги видиме, снимив тоа што се случуваше внатре. Тоа беше, ја тако нешто немам видено, ниту помирисано, не би сакал такви сцени никош повеќе да има во нашата држава. Кој објавив таа приказна, највеќе внимание се посвети, односно највеќе луѓето реагира и прашува за Чичко Перица, човек кој што е во инвалидизирана состојба, кој што повеќе од 10 години немаше излезено од собата каде што беше сместен. Напуштен од сите, напуштен од институциите, без никакви документи, во темна соба, во собата внатре буквално имаше ставорци, во најбуквалната смисла на зборот. Сидино ово што ќе го кажам, физиолошките потреби ги извршуваше во кофа, другите претежно роми што живеат таму го држаа заклучен во собата заради тоа што ќе дојдат други луѓе ќе му ги украдат нистената перница и нистеното кебе. Значи во катастрофални услови. Снимивме видео за тоа. Повторен обид, уште еднаш отидовме да го снимиме, Чичко Перица го замоливме да зборува јавно, бидејќи му реков, Чичко Перица, ако не зборуваш јавно со лик, сигурно нема никој да ти помогне. Ако зборуваш повторно може никој нема да ти помогне, меѓутоа ќе створиш шанси некој тоа да го чуе и да помогне. Да ја скратам приказната. Денеска Чичко Перица од пред 3 дена е сместен во гериатрија во Скопје, избричен, исчешлан. Во њугови розови пижами, во инвалидска количка, ја добил целата можна медицинска нега и денеска вев да го снимам, ќе го објавам видеото, претпоставам во понеделник,
и беше пресреќен, човекот буквално беше, како да ви кажам, еуфоричен за тоа, не веруваше дека тоа ќе се случи, бидејќи во изјавите што ги даваше кога ги снимавме, велеше каква е оваа држава, на никој не му е гајле за ништо, едноставно не веруваше дека нешто ќе се промени. Меѓутоа се промени. Луѓето кои што го чува до тогаш ромите од домот Ранка Милановиќ велеа дека човекот ќе умре ако остане вака, ако не се изнесе од просторот. Така што сакам да верувам дека со еден час од моето слободно време кога не сум на работа, кога го снимав тоа, успеав да спасам човечки живот. И некам вака сега да случи ова нескромно, меѓутоа тоа ми дава мотив да продолжиме да ги поправиме работите во општеството кои што не чинат. Има и други такви примери, претпоставувам дека ќе има, и тоа што ми е многу интересно и што ми е многу убаво, бидејќи многу повеќе луѓе се приклучуваат на целата идеја. Екстремно голем број на пораки добивам пред се на социјалните мрежи, тоа е една убавината на дигитализацијата на медиумите. Така што сега за видеата кои што ги изработувам, почнувам да добивам, како Андри, јас се сам правев до пред еден месец и знам колку е тоа напорно. Сега не знам дали имаш друга работа плюс, предпоставам, јас значи имам работа и во Канал 5, што е навистина многу зема енергија и успеав и ова да го направам дополнително. Меѓутоа, на пример, ако гледате последните видеа, ќе видите дека има многу убава музика во позадина. Тоа е музиката на еден, можеби според мене и најдобар македонски композитор во ова време, Дуке Бојаджиев, на пример за Добалчак, што ја правеше музиката. Човекот сам ми пристапи, ми напиша мејл и се понуди да ми помогне, како можам, Александра, ти помогнам во мисијата што ја правиш. Ја викам, околу највеќе ќе ми помогнеш со тоа што најдобро знаеш да го правиш, а тоа е музика. Ване Мираковски, исто така пријател кој што е монтажер, кој што работел, да речеме, на дел од филмовите на Милчо Манчевски, тој зема да ги монтира и практично ме ослободи од едни технички работи и сега можам повеќе да се концентрирам на содржината. Многу убаво кога ќе кажам дека сме успеле да направиме нешто позитивно и да спасиме некој човек, меѓутоа како велат имаше еден филм, вика победите се слават во светлина, меѓутоа се извојуваат во темнина. Така што секоја мала победа што ја викам дека ќе се успе евро домот Ранка Милановиќ, тие што не виделе да видат како изгледа тоа, е извојувана со многу труд, со многу понекогаш и закани, со многу оспорувања, со многу обиди да те демотивираат. Тоа претпоставам, не претпоставам, тоа го знаат само моите најблиски околу мене. Меѓутоа, ништо не е случајно, позади се лежи многу труд и многу желба и многу откажување. Така што, се додека имам поддршката од вас, ќе продолжам ова да го правам, бидејќи гледам дека има резултати и дека се инспирирате други луѓе, кога ќе бидеме доволно луѓе кои што се дел од решението, а не се дел од проблемот. Вие тука што сте вечерва дојдени, дел од вие што зборувавте, вие работите за нашата заедница, вие кои што се дојдени да не слушате нас, се интересирате за овие теми. Значи, вие сте подготвени да бидете дел од промената во нашата држава. Вие сте дел од решението. Сите политичари, сите функционерчиња што пробуваат да не замолчат на некој начин или што ни реагираат зошто сме кажале дека има измет под камени мост, а не се срама заради тоа што се случува, тие се дел од решението и треба да ги гледаме како некој кој што, условно кажано, идеолошки ќе се бориме. Добро, да не ви одземам многу време, генерално тоа е приказната, продолжуваме, ќе продолжам секако и понатаму и се надевам дека ќе има се помалце работа и дека ќе успееме сите заеднички да направиме Македонија да биде елементарно пристојно место за живење, бидејќи тоа мислам како народ и како држава го заслужуваме. Ви благодарам многу.